Ај, добро, можеме да почнеме. Ќе на Јаковлев ќе му однесат лаптоп сега таму, ќе се приклучи за многу брзо. Од 23 присутни се 22, отсуство има најавено само Милица Темелковска-Ристовска. Пред да почнеме, значи прво да го усвоиме записникот од шестата седница од Советот на општина Велес. Дали некој бара збор однос на записникот? Бидејќи никој не бара збор, поставам записникот од шестата седница на гласање. И сега ќе мора поименично да се изјаснуваме за секоја точка. Абрашев Димитар, за, против, воздржан. За. Андреева Менка, За. Атанасовска Весна, За. За. добро. Бачевац Менсур, За. благодарам. Гајдов Кирил, За, председател. благодарам. Димевски Драган, За, председател. благодарам. Ефремова Катерина, За, председателе. благодарам. Јаковлевски Тодор, не е сега присутен. Јаневски Даниел, За. благодарам. Јованова Нада, За. благодарам. Прличкова Пандорка, За. благодарам. Лазов Кирил, Предпоставувам, мене ме прозиваш за, меѓутоа се уште имам проблем со конекцијата, се уште сецка немам, не ве слушам добро. Да, сега ме слушаш вака? Не очигледно добро. За. Зоран Љутков, за. Митревска Елизабета, За, председателе. благодарам. Моремовски Невзат, За. благодарам. Николов Маријанчо, За. благодарам. Нојков Коста, За, господине председател. благодарам господине Нојков. Палашев Дејан, За, председател. благодарам. Петрушевска Николовска Ружица, За. благодарам. Смилев Игор, За, другар председател. благодарам другар Смилев. Стојанов Игор, За, председателе. благодарам. Милица не ни е присутна. И Урумова Маргица. За, така? Да, за. 7, 2, 3, 4. Со 21 глас за, констатирам дека е усвоен записникот од шестата седница на Советот на општина Велес. Продолжуваме понатаму со читање на дневниот ред на на седмата седница на Совет на општина Велес. Точка 1, предлог буџет на општина Велес за 2022 година. Точка 2, предлог одлука за извршување на буџетот на општина Велес за 2022 година. Точка 3, предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2022 година. Точка 4, предлог одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште во подрачјето на општина Велес за 2022 година. Точка 5, предлог одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште на територија на општина Велес за 2022 година. Точка 6, предлог одлука за усвојување програма за изградба на спортска сала на
КП 3121/7 и КП 3121/2 во село Оризари, општина Велес. Точка 7. Предлог програма за работа во областа на располагањето на градежното земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Велес за 2022 година. Точка 8. Предлог решение за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција од детско престапништво на општина Велес. Точка 9. Предлог решение за разрешување и именување членови на управниот одбор на ЈКП Дервен Велес. И точка 10. Предлог решение за разрешување и именување членови на надзорен одбор за контрола на материјалното финансиско работење на ЈКП Дервен Велес. Сега по барање на градоначалникот на општина Велес. По негово барање се симнува точка 7, предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Велес за 2022 година. И по мој предлог се симнуваат останатите точки 8, 9 и 10. Да, овие предлози за симнување на точките ги добивте и на мејл. Дали има некои други предлози? Добро, ако нема, да остануваме со следниот дневен ред. Со 6 точки. Точка 1. Предлог буџет на општина Велес за 2022 година. Точка 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Велес за 2022 година. Точка 3. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на административните службеници за 2022 година. Точка 4. Предлог одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште на подрачјето на општина Велес. Точка 5. Предлог одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште на територијата на општина Велес. И точка 6. Предлог одлука за усвојување на програма за изградба на спортска сала на КП 3121/1 и КП 3121/2 во село Оризари, општина Велес. Само момент. Председателя? Не се слушате. Аха, добро. Не сакајќи сум стиснал, извинете. Значи, не знам докај ме слушнавте. Дали некој бара збор по вака предложениот дневен ред со 6 точки? Бидејќи никој не бара збор, го ставам дневниот ред на гласање. Повторно ќе одиме со поименично гласање. Абрашев Димитар за. Председателе, извинете само за да би можеле, например, директно да гласаме на профилите со дигање на рака, за да не читате сите поименично за секоја точка. Чисто процедурално. Да, ама јас не можам да ве видам овде секој, пошто некој има проблеми, да бидеме вака потранспарентни. Мислам ќе изгубиме време, ама би било фино да се изјасниме. И за слушање пред се за другите. Да. А и другите ќе можат да слушнат и да... Другите не се Да. гледаат меѓу себе. Благодарам. Абрашев Димитар, за, против, воздржан. Андреева Менка. За. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. За. Гајдов Кирил. За. Димевски Драган. За. Ефремова Катерина. За. Јаковлевски Тодор. Го немаме уште. Јаневски Даниел. За. Јованова Нада.
За. Лазаровска Приличкова Пандорка, За. Лазов Кирил, За. Зоран Љутков, за, Митревска Ангелеска Елизабета, За. Моремовски Невзат, За. Николов Маријанчо, За. Нојков Коста, За. Малашев Дејан, За. Петрушевска Николовска Ружица, За. Смилев Игор, За. Стојанов Игор, За. Милица не е присутна, Јурумова Маргица, За. со 21 глас за, констатирам дека е утврден дневниот ред на вака изменетиот дневен ред на седмата седница на Совет на Општина Велес. Одиме со првата точка од дневниот ред, предлог буџет на Општина Велес за 2022 година. Ќе молам председателот на Комисијата за финансии да ни даде извештај од комисијата. Комисијата разгледа оваа точка од дневниот ред предлог буџет на Општина Велес за 2022 година и му предлага на Советот со 4 гласа за и 1 воздржан да ја донесе вака предложената точка. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по точка 1, предлог буџет. Дали некој... да, извинете, да, видов Маријан. Само да видиме предлагачот дали ќе се изјасни за предлогот. Добар ден. Да, тука. Пред вас се слушаме? Да, се слушаме. Пред вас е предлог буџетот на Општина Велес за 2022 година, кој е изготвен согласно главните насоки за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа за 2022 година и остварување на стратешките приоритети на владата на Република Македонија. Предлог буџетот на Општина Велес за 2022 година се носи во две фази. Нацрт буџетот, по кој што следуваа јавните расправи, на истите немаше никакви забелешки и еве пред вас е предлог буџетот. Предлог буџетот за 2022 година е лимитиран на 1.004.996 денари, и тој всушност представува годишен план на приходи, други приливни одобрени средства во кои се вклучени основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности. Јас се извинувам, дали ме слушате? Се врши процес на распоредување на изворите на финансирање на листата на потреби и оборудување. Јас мала толку. Благодарам. Кој се уклучува некој Тодор збор? Јаковлев. Тодор Јаковлев. Дали ме слушате? Да, те слушаме сега, да. Имавме проблем. Добро, благодарам, се извинувам. Океј. Готово, Тодор, благодарам. Маријан Николов бара збор во однос на предлог буџетот. Повеле Марија. Да, благодарам, председателя. Почитувани колеги, не прво на колегиве што имаат проблеми со здравствени, се надевам дека им посакувам се да помине во најдобар ред и да бидат здрави и живи, да немаат никакви проблеми и да можеме да продолжиме со работа онака како што работевме пред оваа седница, односно со физичко присуство на самата седница. Им посакувам добро здравје на сите кои што имаат проблеми и се надевам се ќе биде во ред. Малку е чуден вака начинот на одржување на седницата, пред се затоа што проблем е што лаптопите немаат камера и сега овде зборуваше, гледа само имиња, освен председателот што имаме кога се уклучува можност да го гледаме.
наредна прилика, се надевам нема да има потреба, ако се случи, за оние кои што немаат индици или здравствени проблеми, ако постои можност да бидеме со физичко присуство, а другите колеги се надевам нема да ги има, но доколку ги има да бидат со онлайн присуство преку оној големиот телевизор, да можеме да ги слушаме во салата за седници на Советот на општина Велес, бидејќи мислам дека ќе има подобра атмосфера и по добра дискусија, отколку вака секој поединечно да зборува, немаме визуелна комуникација, односно не се гледаме. Што се однесува до самиот буџет за 2022 година, еве, ситуацијата така налага да еден ваков важен суштински документ на општината го носиме преку онлайн седница со тие недостатоци кои што ги кажав претходно, но за да не остане дека незабележано дека не сме дале свој придонес и дека не сме укажале на некои работи, сакам да го кажам ставот на нашата советничка група, а тоа е дека кај нас постоеше дилема како конечно да се изјасниме, како нацрт дадовме поддршка во здржани. Еве, решивме и таа поддршка да остане на истото ниво, повторно да гласаме воздржани за буџетот за 2022 година, но ќе ги повториме забелешките, а тоа е дека буџетот е проектиран нереално, преобемно и постои голема веројатност истиот да не се оствари, што ќе доведе до потребата за извесен период да се прави ребаланс на буџетот. Подкрепа на оваа наша констатација и реализацијата на буџетот до 2021 година, која што изнесуваше околу 49% и врз основа на тоа мислам дека овој буџет одредени ставки се и на повисоко ниво проектирани, а тој претходно кој што е на пониско ниво проектиран, не се остварува, така да веројатноста дека буџетот за 2022 година ќе биде остварен е малку веројатна и затоа ние изразуваме сомнеш дека буџетот е нереално проектиран превисоко и тоа е веројатно направено со цел да што е можно поголем дел од проектите сега се впишат во буџетот, за да може да се представи дека ќе можеме да реализираме што е можно поголем број проекти, но за жал ја се надевам реалноста ќе не демантира, ќе дојдеме во ситуација да мораме да кратиме баш таму кај што е најтешко проектите, затоа што другиот дел од буџетот кој што се однесува на плати и текомни расходи не можете да го избегнете и да го скратите, бидејќи ќе дојдете у ситуација да не може да функционира самата општина. Така да нашиот став воздржан е чисто можност или волја од наша страна да дадеме шанса, еве, дека општинските служби заедно со градоначалникот проектирале и планирале реално, меѓутоа ако се соочиме за поизвестно време со барање за намалување на буџетот, со ребаланс, во таа ситуација ќе потсетиме на овие дискусии и ќе дебатираме дека мора да се најде начин и можност, што е можно или приходите да се остваруваат онака како што е планирано, или да се планира по-реално, за да не се доведуваме во ситуација да гласаме нешто што не е остварливо. Во таа ситуација, стварно, ние како советници треба да размислиме зошто би го гласале, тоа што знаеме дека врз основа на искуството од претходно тешко може да се оствари. Бидејќи вака е малку, па ќе кажам, за мене лично
не е згодно да дебатираме кога не се гледаме. Ќе кажам дека не само приходната страна, туку и расходната страна има одредени забелешки. Пред се во делот каде што се однесува за капиталните расходи, еве кај ставката 4482 други градежни објекти од 298 милиони 910 илјади денари 227 во 2021 претходниот буџет сега се намалува на 130 милиони 879 илјади 322 денари, тоа е намалување за 56 проценти и мислам дека тоа добро покажува дека ќе трпат за жал голем дел од проектите, бидејќи во оваа ставка се внесени други проекти кои што се однесуваат на улици, на патишта, на тротоари и така натака. Тоа е само еден пример за да не должам околу самиот буџет. Понатак она што се однесува во програмите за ГД, проект за енергетска ефикасност. Во претходниот буџет имало 500.000 денари, во овој буџет 100 денари. Значи, сакам да укажам дека енергетската ефикасност, сакале или не, ќе се наметне како приоритет за цела држава и па и за општина Велес. Дури и самиот процес на усвојување на европските стандарди ќе го наметне овој проблем и јас му советувам или апелирам до градоначалникот на општина Велес да на оваа проблематика посветат сериозна посветеност и внимание, бидејќи наскоро сите општини ќе мора да добијат сертификат за нивото на енергетска ефикасност и понатака да можат врз основа на тоа да бараат пари од европските фондови за зголемување на енергетската ефикасност на општината. Така да, ова најдобро намерно, мислам дека во ситуација кога и загадувањето е големо, и сега е моментално проблем со обезбедувањето на енергија, ние за енергетска ефикасност како општина треба сериозно да посветиме внимание, а ние како советници да дадеме поддршка на сите проекти кои што се во насока на зголемување на енергетската ефикасност, бидејќи тоа значи помало загадување, заштеда на енергија и ангажирање на градежната оператива која што треба да ги спроведува оние зафати за зголемување на енергетската ефикасност. Сакам да укажам и на еден проблем кој што го решавме на последната вонредна, јас би рекол редовна итна седница, а тоа е со проблемот со платите во градинките. Гледам дека во делот каде што е за детски градинки, плати и надоместоци, сумата на пари е повторно иста. Тоа значи дека во перспектива наредната година ние повторно ќе се соочиме или градинките ќе се соочат, а проблемот ќе треба да го решава советот со немањето на доволно средства за исплата на плати. Значи, ова е сериозно прашање. Сега претходниот пат тие има одредени средства кои што ги префрлија од капиталните расходи. Тоа се програмата В10, детски градинки, приходи, В1 детски градинки. Има пари да ги префрлат, меѓутоа сега за наредниот буџет 2022, како што гледам овде, немаат веќе капитални расходи во 2022 година. Прашањето е како ќе ги обезбедат средствата. Ако тоа планираат или ако се доведат во таква ситуација, да тоа го прават од само финансирачките активности, ние подобро сега да им кажеме дека парите од родителите за децата во детските градинки не треба да се префрлаат ако дојде ситуација за плати,
Ова чисто го зборувам врз основа на искуството од претходната седница. Сумата заплати е иста. И ги замолувам вработените во општинската администрација и градоначалникот да овој проблем го видат и го решат. Бидејќи не е добро да советот се става пред свршен чин, да евентуално доведеме во ситуација некој да вика немаме пари за плати, а во случајов пат ќе кажам не знам од каде ќе ги најдат. Немаат капитални средства предвидено за 2022 година. И за самиот крај, во извештајот од Комисијата за финансирање и буџет, кој што ни беше доставен од службите, таму е впишана и седмата точка дека сме ја разгледувале. Седмата точка не сме ја разгледувале и не е гласано по истата. Ве молам во извештајот на комисијата ова да се избрише, бидејќи градоначалникот навреме ни достави допис дека таа точка по барање на колегите од Левица ја повлекува од дневниот ред. Ви благодарам и уште еднаш на сите колеги и на градоначалникот им посакувам добро здравје и да поминат што е можно со полесни симптоми и брзо да може физички да се гледаме. Благодарам. Благодарам. Маријан, само да те исправам, значи и таму во извештајот добро пишува дека не е разгледана, иако стои дека не е разгледана и не е гласана по истата точка. Јас се извинувам ако не сум прочитал, меѓутоа гледам дека стои кај мене дека и по таа точка 3 за, 1 воздржан. Ако има некоја друга грешка, али во ред, кај во ред. Сум повидел погрешно, во ред не е проблем. Добро, и другата точка не е тргната по барање на Левица, неколку точки се тргнати по барање моje лично и во координација со координаторите дека да ги намалиме бројот на точките на една ваква седница која што е онлайн. На многу од нас ни е прв пат и јас се слагам дека следните седници треба да ги одржуваме во живо и од таа причина се тргнати од дневен ред неколку точки за што помалку точки да има на дневен ред за денешната седница. Ги оставивме точките на дневен ред само оние кои што се морални, кои што треба да поминат во текот на оваа година. Благодарам. Извине председател, така се договаравме, но оваа точка е седмата. Градоначалникот ни достави допис дека ја повлекува, како што овие другиве вие постапивте онака како што се договоривме, дека добро е да ги гледаме на наредна седница и ние сме задоволни. Океј. Благодарам. Во ред, благодарам Маријан. Дали некој друг бара збор? Димитар Абрашев, повели. Председателе Игор Смилев е со Игор Смилев, да, од истиот лаптоп, добро, повели. Да, од истиот лаптоп сме и вака, ако ми дадете збор се разбере? Да, ви давам збор, повелете. Благодарам. Почитувани советници, се надевам дека следната седница ќе бидеме физички присутни. Допирот и физичкото присуство никој и ништо не може да го замени и вака ќе мора додиме преку збор, ама и зборот е допир ако умееш. Така што верувам дека можеби физички не се гледаме, ама ќе успееме со зборовите да допреме до суштината и срцевината на она што е наш град за 2022 година и зашто сега ќе треба да гласаме. Најпрвен, вака до сите советници, да го кажеме ставот на Левица во поглед на гласањето за буџет, така што ние за нацрт буџетот гласавме воздржани, сега ќе го поддржиме буџетот за 2022 година со едно сознание дека секој во животот мора да му се укаже шанса и никогаш не треба да судиме по
не знам, по надворешниот изглед, по фенотипските карактеристики, по начинот на комуникација, дали е кооперативен или не, на крајот се вреднува делата кои што ќе треба допрво да ги видиме. Всушност, сите ние дојдовме во едно комплексно време како советници, директно би рекол од избори на буџет. Проекцијата на буџетот за 2022 година може би не е лична визија на градоначалникот, заради тоа што беше премногу кратко времето, а на крајот на криштата буџетот е визија на сите советнички групи, односно на сите нас кои што сме застапени конкретно во овој состав, и всушност преку нашите мадмани прифатени или одбиени е креирана визијата за градот за 2022 година. Всушност, дали ќе биде реализиран буџетот, тоа ќе знаеме веројатно во првиот квартал, делумно во вториот квартал, а најмногу на крајот од следната 2022 година, така што дадената шанса за буџетот 2022 година, како што е сега дадена, до година може да биде и обратното. Така што од таа гледна точка ние ќе гласаме за буџетот 2022 година, ама како секој градоначалник со визија и совет со визија, веројатно уште од сега треба да мислиме на битните проекти за 2023 година, со надеж дека градоначалникот ќе има капацитет, заедно со општинската администрација, да ги реализира најголем дел од сите проекти кои што се внесени за реализација во 2022 година. На крајот на криштата, тоа е зракот на надеж, кој што им го должиме на нашите граѓани, дека навистина може нешто плюс да се сработи, и ако началникот има потреба од ветар во грб, еве согласањето за ќе го има од советничката група на Левица, но крајот на следната година ќе биде моментот на вистината и на целокупниот негов човечки, административен, креативен капацитет и на сите оние кои што го поддржуваат, вклучително и ние, доколку се случи да дел од предвидените расходи не бидат соодветно реализирани или така натаму и така натаму. Значи, еве вака сега кога градоначалникот не слуша, сакам да кажам за нашите колеги од Советот на Битола, кога веќе кажав дека мораме да креираме визија за 2023 година, кога нешто се сака се прави. Советот на Битола на последната седница додели 32.000 евра за обнова на пленарскиот дом Копанки. Всушност, така се работи и таму се подели на партизани и германци, на патриоти и предавници, на лоши и добри, на помалку добри, помалку лоши, на зелени, црвени, плави и така натаму, арно, ама општина Битола заедно со граѓанскиот сектор се надминаа себе си, доделија буџет за реновирање на пленарскиот дом Копанки и на тој начин јасно детерминира правецот по кој што ќе се движи општината и приходите врз основа на собственост од овој објект кој што беше еден од најпосетените. Така што се надевам дека ние на следното носење на буџетот ќе смогнеме сили за да направиме исчекор напред и во пленарскиот дом Преза. Но затоа потоа. Сега, за да не биде се така идеално, најважна работа во животот е да поставуваме прашања и аналогно на тоа нема глупави прашања, така да јас сакам во делот на буџетот на страна 6, на расходната страна на буџетот, ставка 425, да прашам некој кој што е моментално најсоодветен да одговори, не знам дали градоначалникот не следи, има ставка 425 договорни услуги и од досегашните анализи на сите буџети и консултации со луѓе кои што биле во делот разгадување и анализа на буџет, велат дека секогаш оваа ставка е една од највисоките и најмалку објаснети. Како советници имаме право да знаеме точно секој денар како ќе се троши и каде ќе се троши. Оваа ставка по договорни услуги е, би рекол, најскриената ставка, која што
искрено, лично јас, не знам и зашто одат овие конкретно предвидени 9 милиона 560.000 денари. За разлика од минатата година, ако не се лажем, биле некаде околу 25 до 30 милиони. Оваа година, поради целокупното намалување на буџетот, се намалени и оваа ставка на 9,5 милиони денари. Доколку можете да ми кажете што се подразбира под договорни услуги, која е спецификацијата, за што точно се предвидени овие 9 милиона 560.000 денари, заради тоа што ако внимателно ги анализирате сите претходни буџети, ќе видите дека ова е ставка од буџетот која е една од енормно високите, кој што има најмногу издатоци и не знаеме точно конкретно за каков дел на расход се работи, зашто треба да се трошат парите. Ете, тоа е да не должен вака многу пред новогодишно. Верувам дека ќе имаме прилика да си го честитаме, да си ги честитаме новогодишните празници дополнително. Сега за сега толку од мене. Благодарам. Благодарам, Смилев. Благодарам и на патетичноста на почетокот на говорот. Надвор е ладно, ама срцата не ни се топли. Председателе Оливера е финансии. Оливера, Да одговора. повели одговор на господинот Смилев. Во договорни услуги, каде што се 9 милиона 560, тоа е на синтетика. На аналитика имаме објаснување за секое 9 милиона 560 што се содржат. Тоа се содржи како збир од сите програми, кога се носат програмите, има предвидено договорни услуги, ова е збирен износ и тука имаме плаќање и на здравствени услуги, изработени просторни урбанистички планови, превозни услуги во образование, имаме рушење на објекти, значи се содржи голема имаме аналитика од сите програми. Ова е збирно и поединачно понатаму во извештаите, во билансите на расходи, имаме во секоја програма колку се предвидени средства. Банкарска провизија, осигурувања, правни услуги, плаќања по судски такси. Това. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Маргица, повели. Ви благодарам. Јас имам две конкретни прашања во однос на буџетот за општинската администрација. Првото прашање ми е зашто се должи зголемувањето од 10 милиона за општинската администрација, дали тоа се нови вработувања планирани во наредната година? И второто прашање ми е како подпрашање, зашто се користат услугите од приватните агенции за вработување наспроти Државната агенција за вработување, која што основна намена е посредување при вработување, а времените вработување може да се регулираат со определени договори за вработување. Ви благодарам. Благодарам. Оливера. Така. Зголемувањата на општинската администрација, правено е анализа колку е трошено, како е извршуван буџетот оваа година и затоа некаде имаме зголемувања. Дали станува збор може и во трошоците за комуналиите. Имаме зголемување сега, анализа само да направам, во привремени вработувања, а привремените вработувања не можат да одат преку агенцијата за вработувањата што се на лицата, што не се во редовен работен однос, мора да одат преку агенции за привремени вработувања. Не може преку оваа агенција бирото што е. Мора да оди преку нив, на кои што се плаќаат и придонеси. Имаме зголемување кај комунални услуги, поправка и тековно одржување. Имаме некое минимално зголемување кај платите и така. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Председателе, може ли уште еднаш? Повели Марија. Значи,
еве од администрацијата на другите прашања еве нема да побарам одговор. Меѓутоа, што е нивното мислење со платите во градинката? Бидејќи сумата е иста како претходната година, тие пари се трансферираат од централната власт кон локалната власт, се префрлаат преку општината до градинките. Меѓутоа, дали ќе имаме проблем и за да не дојде до проблем, што треба да се направи да градинките, вработените не се доведат во ситуација повторно да не можат да земат плата, затоа што на таа ставка не биле добро испланирани средствата. Околу другите забелешки, времето е, како што кажа колегите, ќе даде можност да видиме како ќе се реализира буџетот. Меѓутоа, за ова ме интересира, бидејќи ако е проблем, тогаш треба да се решава за да не се дојде до таква ситуација. Благодарам. Благодарам. Маријан? Оливера, Да. повели. Во врска со кога се носи буџетот, при креирање на буџетот, ние постапуваме согласно на барањата на буџетските корисници. Согласно нивните барања, ставени се и контата, согласно барањата на градинките за платите. А доколку не застасува за плата, ние ќе се обратиме со официјално писмо до Министерството за труд и социјала, затоа што блок дотацијата за нив, колку што ни е дадено од Скопје, не можеме да одиме на тој лимит. Уште на почетокот на годинава ќе се обратиме да видиме дали да ни доделат додатни средства за да можеме да го решаваме проблемот. Ние после ова што се случи на претходната седмица, закажавме состанок со директорката на градинката, со вработените од нивните служби, да видиме како да постапиме понатаму со време да почнеме да го решаваме проблемот што ќе го имаме. Што вредноста на блок дотацијата е таа. Благодарам, Оливера. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор. И јас барам, колега. Председателе, Бети. Да, Бети повели. Чисто го слушам, ја слушам дискусијава на колегава Маријан. Навистина покажува грижливост за сите вработени во градинката, што е во ред исправно. Се грижиме и ние како советници. Ама имам впечаток како да сака да амнестира директорката за тоа што се направи у претходниот пат и како да сака да нејзината одговорност да ја префрли на друга страна. Не знам зошто, баш ме интересира, сакам да ме одговори колегата Маријан. Благодарам, Бети. Повели Маријан. Значи, јас зборував до колешкава Бети, да не се доведеме во таква ситуација како минатиот пат. Како совет. Пошто ако не го изгласавме, тие немаше плати да земат. А ние не сме имале никакво влијание на она што значи нивно планирање, доставување на барањето до Министерството за финансии, за буџетските барања за тој период. Значи, мојата дискусија во насока во 12 месец 2022 да не ни се повтори ситуацијата што ни се повтори овој месец, пред една недела, колку не, пред 5 дена. Значи, планирањето, сега не знам колешка колку е запознаена со процесот на носење на буџетот, тој почнува негде по правило треба во месец април. Ајде да речеме септември, октомври е најважно. Сите буџетски корисници си доставуваат барања колку пари за одредени ставки им треба. Градинките можеби доставиле, пошто ни кажа сметководителката од градинката пред 5 дена на таа ворена седница, дека тие барале 66 милиона, им одобриле 60 милиона. Меѓутоа, тие не требало да чекаат да се случи проблемот,
па да ги доведат советниците у ситуација сега немаме пари, па вие да не спасувате, туку требало со време да реагираат, како што кажа Оливера, дека сега ќе почнат од јануар, да не ни се случи за наредната година истиот проблем. Значи, може градинката побарала плата, ставката за плати да има онолку пари колку што им се доволни за цела година, но прашањето е колку им одобрили врз основа на што. И мојата сугестија во таа насока е да не се повтори да ние како советници пак носиме одлуки, сега немаат они во буџетот за 2022 такви ставки од кои што би можеле да земат пари, да ги префрлат за да исплатат плати. Тогаш има минатиот пат сега пред 5 дена на ворената седница од капитални расходи, што кажав и тогаш не е добро, но сега ги немаат во 2022, не ги гледам јас на буџетот на општината. И не е насоката да некого браниме или палиме или напаѓаме, работава е, бидејќи е почеток, да се укаже навреме, како одговорност, дека треба да се ги испланираат, а ако ги испланирале, а не им ги одобрили и се јави проблем, тогаш, како што кажа Оливера, да со дописи до Министерството за труд и социјала, овој проблем се реши, бидејќи мислам дека советниците не треба да расправаат за такви работи, да речеме да скратиме пари, 3 милиона и колку беше таму од капитални расходи, да се направи некое катче за децата или да се направи нешто внатре подобро за децата, услови за престој, тие пари додат за плати. Кога треба државата да им ги даде преку блок дотации за плати, а капиталните расходи се за подобрување на условите за престој на децата во градинките. Не е мојата намера никого да бранам, туку да укажеме на проблемот што евентуално би можел да се јави наредната година, а се надевам, како што кажа од службите Оливера, дека ќе почнат со дописи и дека сумата што е за пари, за плати, бидејќи за 2021 не им беше доволна, а останува иста и во 2022, не предпоставувам дека ќе има флуктуација на вработените до тоа ниво да овие пари им стасат, туку дека ќе треба да се обезбедат дополнително средства во ставката на плати, но тоа да биде од дополнителна дотација од труд и социјала до градинките, а не да кратиме од капиталните расходи. Во таа насока ми беше дискусијата. Благодарам. Благодарам, Маријан. Повели Бети. Накратко, само да му реплицирам на колегата Маријан. Јас како што слушнав, иако градинките не се тема на разговор денес, само сакам да ви реплицирам на тоа што кажавте. Проблемот во градинките не настана поради недостиг на пари, како што ја слушнав службеничката која што беше долгогодишен финансиски работник. Превидот што си го направија беше чисто нивни проблем и беше префрлени средства од едно конто, беа префрлени на друго конто, според моето скромно познавање. И друга работа, ние не се доведовме до проблем, градинките нас не доведоа до проблем. Благодарам. Благодарам, Бети. Ова сега ќе биде од Маријан како контрареплика, така? Да. Значи, колешке, контата се на буџетот тие. Тие за да исплатат плати мора да побарат од тоа конто што им е за плати од трезорот. А службеничката таму навреме што не реагирала, што не обезбедила, што не ја укажале, не знам, на директорката или ја укажала, па директорката не презела нешто за дека ќе им фалат пари,
Тоа немаме ние како советници увид во таа работа. И сега, ако барате кривица или било што, од кои причини не знам, кривицата на крајот да не се сведува не на Советот, туку ние да не се доведуваме у ситуација да мораме нечие недобро планирање, недобро одобрување на средства, да го правдаме со тоа што ќе кратиме капитални расходи, кои повторно ќе кажам, се за децата, за градинките, да имаат подобри услови за престој таму. Сите тоа го сакам. Ние ако требало сега со тие пари да купат некои прочистувачи на воздух, еве да речеме, а сега мора да ги дадат за плати, што е поарно. Зошто да го прават тоа? Зошто ние да го одобруваме тоа? Нашто децата да имаат прочистувачи за воздух или да имаат некоја табла, некој телевизор, некој средство, некоја играчка која што би им користела, повеќе, наместо парите да одат за плати. Јас за тоа апелирав да не се случува. Не е добра таа пракса да зимате пари од капитални расходи да ги носите за плати. Благодарам. Благодарам. Весна, мислам дека прв пат се јави. Весна? Да. Весна. Вака, јас имам едно прашање до службеничката до Оливера. Еве конкретно кога веќе сме на буџет и на оваа тема, моето прашање е дали кога Министерството за финансии се определуваат средствата за блок дотациите, дали еве конкретно ќе ја земам пример сега градинката кога сме веќе кај НЗ, дали тие средства тотал стигнуваат до градинката и градинката врз основа на оние програми кои што ги донесеме ги распределува по конта за плати и капитални расходи. Доколку е така, тогаш ќе направим превид, помалку средства се предвидени за плати, а повеќе за капитални расходи. Ако може да ни објасни, че дали тотал средствата кои што ги доделува ги дава на градинката, па тие врз основа на програмите кои што ги носиме ги ставаат на контата плати, на конто капитални расходи. Толку. Благодарам. Благодарам, Весна. Оливера, повеле. Купната блок дотација се распоредува по месеци и определува Министерството за труд и социјала, се објавува во службен вестник. Ние врз база на барањата на градинките, кога се носи секој месец ни доставуваат барање и ни бараат толку за плата, толку за материјални. Врз база на нивните барања ние им пуштаме план и они за да може да се подигнат плата. А блок дотацијата се пушта еднаш месечно. Од страна на Министерството на секој месец се пушта. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Добро, бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата. Председателе, Да, кој? се слушаме? Да. Јаковлев, извини, видов дека има рака, ама мислев дека тоа е врзано со пошто општина Велес пишува. Во име на општина Велес, јас ви пишат во чат. Да, видов. Да. Да, готово, повеле Јаковлев, повеле. Нотирајте го тоа заради технички проблеми. Да. Јас ја била ја ви благодарам, да. Поздравам сите, среќни празници нека се. Јас само би се надоврзал сега во однос на дискусијата и би се согласил со колегата Маријан Николов и мислам дека кога сме веќе на темата кај градинката, претходната седница заклучокот беше дека ќе се направи ревизија и вашиот заклучок, председателе, беше таков, да се види зошто и каде се направило превид за да се дојде во таква ситуација да од одредени капитални инвестиции се делат плати. И мислам дека тој заклучок ќе се реализира и се направи ревизија, така да може би и ние како советници би требало да бидеме известени што ќе биде заклучокот од таа ревизија. И за таа тема мислам дека тоа би требало така да заклучиме. Ви благодарам.
Благодарам. Да, ти благодарам, Ековлев. Да, пратено е, ставено е тоа во записник, но мислам дека беше кратко времето за да се направи таа ревизија во рокот една недела и го очекуваме, предпоставувам дека ќе биде на следната прва седница во 2021 година и го очекуваме извештајот да видиме конкретно и во писмена форма што всушност е проблемот. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Ќе ве молам тие што раце што имате крај на тоа, веќе не барате збор да ги спуштите. Моево не. Јаковлев и Бети. Не се спушта, проба 2 пати, ќе пробам уште еднаш, ајде. Добро. Еви, јас ти мавто. Добро, ја затварам расправата по предлог буџетот и истата ја ставам на гласање. Одиме Абрашев Димитар. За. Андреева Менка. За. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. Воздржано. Гајдов Кирил. Воздржан председател. Благодарам. Димевски Драган. За. Ефремова Катерина. Воздржана. Јаковлевски Тодор. Воздржан. Воздржан. Во ред, благодарам. Јаневски Даниел. За. Јованова Нада. За. Приличкова Пандорка. Воздржана. Лазов Кирил. За. Зоран Љутков. За. Митревска Елизабета. За. Моаремовски Невзат. За. Благодарам. Николов Маријанчо. Воздржан. Нојков Коста. Палашев Дејан. За. Ружица Николовска Петрушевска. Воздржана. Благодарам. Смилев Игор. За. Благодарам. Стојанов Игор. За. Благодарам. Милица ни е одсутна. Урумова Маргица. Да. За. Со 15 гласа за, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 воздржани, констатирам дека е усвоена првата точка, усвоен и донесен буџетот на општина Велес за 2022 година. Ви благодарам. Одиме со втората точка на дневниот ред. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Велес за 2022 година. Го молам председателот на Комисијата за финансии да ни даде извештај односно оваа точка. Комисијата за финансирање и буџет ја разгледа и оваа точка од дневниот ред и со 4 гласа за и 1 воздржан му предлагаат на Советот да ја донесе истата. Благодарам. Отварам расправа по втората точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе мораме пак по истата процедура. Абрашев Димитар. За. Андреева Менка. За. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. Воздржан. Гајдов Кирил. Воздржан. Димевски Драган. За. Ефремова Катерина. Воздржана. Јаковлевски Тодор. Воздржан. Јаневски Даниел. За. Јованова Нада. За. Приличкова Пандорка.
Воздржана. Лазов Кирил, За. Зоран Љутков, за. Митревска Елизабета, За. Моремовски Невзат, За. Николов Маријанчо, Воздржан. Нојков Коста, За. Палашев Дејан, За. Петрушевска Ружица, Николовска, Воздржана. Смилев Игор, За. Стојанов Игор, За. Урумова Маргица, со 15 гласа за и 7 воздржани, констатирам дека точка број 2 е усвоена и донесена. Одиме со точка број 3. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2022 година. Повторно председателот на Комисијата за финансии, ќе го молам за извештај. И по оваа точка Комисијата за финансирање и буџет со 4 гласа за и 1 воздржан му предлагаат на Советот да ја донесат вака предложената точка. Благодарам. Отварам расправа по точка 3. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор. Ке може председателя, извинете. Да, не те видов. Извини, Катерина, повели. Извини, не можев да се снајдам околу кревањето на рака. Добро. Сакав да прашам до општинската администрација чисто да појаснат во однос на бодот, бидејќи не беше објаснето во образложението. Сакав да прашам дали вредноста на бодот останува ист, се зголемува или се намалува. Благодарам. Оливера. Вредноста на бодот е иста, на крајот на секоја година во службен весник излегува вредноста на бодот на административните службеници. И таа е иста како и претходната година. 81,61. Благодарам. Во ред, благодарам. Дали некој друг бара збор? Почекам уште малце некој да ако има проблем да се пријави. Добро. Бидејќи никој не бара збор, ставам точка 3 на гласање. Абрашев Димитар. Андреева Менка. За. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. За. Кајдов Кирил. Да, председател. Димевски Драган. За, председател. Благодарам. Ефремова Катерина. За. Благодарам. Јаковлевски Тодор. За. Јаневски Даниел. Јованова Нада. За. Лазарова Приличкова Пандорка. За. Лазов Кирил. За. Зоран Љутков за. Митревска Елизабета. Моремовски Невзат. За. Николов Маријанчо. За. Нојков Коста. За. Палашев Дејан. За, председател. Благодарам. Петрушевска Ружица. Николовска, извини. За. Смилев Игор. За. Стојанов Игор. За. Урумова Маргица. Да. Со 22 гласа за, констатирам дека е усвоена и третата точка од дневниот ред. Продолжуваме со точка број 4. Предлог одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште на подрачјето на општина Велес. Ќе молам председателот на Комисијата за финансии да ни даде извештај.
И по оваа точка комисијата со 4 гласа за и 1 воздржан му предлагаат на Советот да ја донесе истата. Благодарам. И председателот на Комисијата за урбанизам. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници. Комисијата за урбанизам ја разгледа оваа точка и со 5 гласа за му предлага на Советот вака предложената точка да ја разгледа и донесе. Ви благодарам. Благодарам, Гајдов. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Извинете, само секунда, видов Маријан, предлагачот и представникот од општината, дали ќе земе збор по однос на оваа точка? Може. Да. Согласно измените на методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот, во член 12 е предвидено пазарната вредност на градежното земјиште да се утврдува според просечната цена на извршените купопродажби во годината кои претходи на годината што следи. Согласно со ова се предлага донесување на оваа одлука. Благодарам. Маријан, повели. Маријан, крена рака за збор. Да, ме слушате? Сега да, Маријан, повели. Да, фала, благодарам. Значи, не знам каква била праксата претходно во однос на оваа точка од дневниот ред, кога разгледувале советниците. Меѓутоа, како што кажа Оливера, како представник на локалната самоуправа, членот 12 од методологијата за изменување на методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот стои. Претходно била се утврдила врз основа на бодови, сега се сменило и се утврдува пазарната вредност на градежното земјиште според просечната цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на годината за која се врши проценка на земјиштето. Доколку не се извршени купопродажби на подрачјето на општината во смисла на став 1 од овој член, односно нема податоци, пазарната вредност се утврдува според споредбени податоци за градежните земјишта кои се во промет во општините кои се соседни на општините на чие подрачје се наоѓаат недвижностите. И ние, како материјал, немаме добиено никаква аналитика. Колку имот во смисла, колку имот е продаден, во која од овие зони, која цена е постигната врз основа на тоа да се утврди оваа просечна вредност на градежното земјиште. Посебно законот на кој што се повикуваат или членот на законот, член 36 од Закон за локална самоуправа, став 1, точка 15 е општа констатација дека Советот врши и други работи од негова надлежност. А во другиот член од Законот за даноците на имот, во член 5, точка 4, таму, колеги, стои дека утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот ќе врши лице, проценувач, кој е вработено во единиците на локалната самоуправа, а по барање на единиците на локалната самоуправа може да ја изврши лице кој е овластен проценувач или пазарната вредност од ставот 1 на овој член се утврдува според методологијата за проценка на пазарна вредност на недвижниот имот. И сега, председателе, колеги, ние треба да утврдиме пазарна вредност на земјиштето во градот Велес на 8 зони и делот населениве 7 зона, каде се Чалошево, Раштање, Раовец, Иванковци, Долно Каласари, Горно, Кумарино, Мучо, таму се предлага 500 денари, а додека во првата зона се предлага да биде 2000 денари. Меѓутоа, зошто немаме
еден обичен преглед колку земјиште е продадено, по која цена и дали овие предложени вредности се врз база на тоа реално. Бидејќи со носењето на оваа одлука, колку што ја знам, утре ќе се врши проценка на данокот на промет на недвижности. Ако е утврдена повисоко од она што ќе се продаде земјиштето, во таа ситуација странките, граѓаните ќе платат повеќе данок од тоа што евентуално го договориле, меѓутоа тука постои една опасност, тоа е да пишат во договорот пониска цена за да платат помалку данок. Помалку данок. Меѓутоа, ако е утврдено повисоко од тоа што е просекот, во тој пониско од тој што е, се извинувам, просекот што е достигнат, а ние не го гледаме, тогаш па општината ќе биде доведена у ситуација да губи приходи. И ова прашање е регулирано со законите кои што ги цитираат во одлуката. Не знам како Советот во оваа ситуација, освен повторно да не стават у ситуација да аминуваме одредени вредности за кои што ние немаме аналитика дека баш е ова вака нарамно 2000 денари, во втората зона 1500, 1000 денари во третата зона. За мене не сфатливо, мислам немаме доволно аналитички податоци да кажеме дека е ова реално. Пак ќе кажам, се работи за прашање во кое што зависат и приходите на општините, меѓутоа зависат и расходите на граѓаните. За да не биде никој оштетен, би требало да имаме барем минимум информации, табели, во кои што ние ќе видиме како е вршен промет по овие зони. Или ако нема промет, согласно членот од методологијата, дали во соседните општини има вршено такво тргување со земјиштето, за да може да се утврдат овие цени. И ние од таа причина, како советничка група, сме на размислување да си иземеме од ова гласање, бидејќи ние немаме доволно аналитика дека овие цени кои што се утврдени се реални. Па ќе кажам, ако се повисоки од оние пазарните, губат граѓаните. Ако се пониски, губи општината. И во таа една ситуација сите ќе се повикуваат на одлука на Совет. А во Закон за локална самоуправа, точката 15 од членот 36 е Советот врши и други работи, утврдени по потреба. Значи, немаме ние по наше мислење, ако може, некој да ни достави читливи, споредливи податоци, за да не се јавувам и за наредната точка, ако дозволите, е истата ситуација. Ние таму имаме утврдено цени, меѓутоа повторно немаме колку е промет извршен. Гледаме дека во буџетот кој што го усвоивме, од данок на промет на недвижности, се предвидени помалку средства. Може тоа се должи на помалку планирање на промет со градежно земјиште или земјоделско, но факт е дека клучната забелешка по однос на ова прашање е ние немаме увид како советници врз основа на што се утврдени овие вредности. И од таа причина ние сме на мислење дека не треба да гласаме за оваа точка, бидејќи засегнатоста и на двете страни може да се јави ако се тие нереално утврдени.
Благодарам. Благодарам, Маријан. Дали од администрација ќе земете збор или дали некој друг бара збор? Може јас да земам збор? Да, повели, Оливера. Архивски ги следиме предметите на купопродажба, но немаме на хартија е направено. Овие цени се врз основа на стекнато искуство на стекнато годишно искуство. Ваква ни е праксата на носење на оваа одлука за години. Тоа може да бъде. Благодарам, Оливера. Повели, Маријан. Значи, прашање до Оливера. Ако Советот ја донесе одлуката и се изврши промет со земјиште во првата зона, каде што цената е, која сакате зона? Првата, да речеме, 2000 денари е утврдено дека е пазарната вредност. Што значи тоа? Значи, например, ако пазарната вредност е повисока од 2000 денари, проценителот ќе преспрета само по оваа цена, по друга не смее општината да преспрета данок на промет на недвижности ако е направено по повисока или пониска цена. Значи, ова е менлива категорија и затоа во законот е преутврдено у методологијата зезено претходна година и врз основа на тоа да се предвиди за наредна година. Сега историја наназад, ние сме сведоци дека, тука сте пишале во предлог одлуката, езерото е атрактивно, таму е 1300 денари. Во Отовица, мислам, кој се селата, е 500 денари или 800, да не решаме, Кумарина е 500 денари, Новачани е 500 денари, е близко до езеро. Значи, ние, барем, оно до нас што го разговаравме како советничка група, тие податоци треба да ни ги доставите за да видиме стварно колку е промет. И дали е тоа реално. И па ќе прашам, дали се врши промет овие улици каде што е кажано во биова зона. Тоа е фикс, под тоа не може, над тоа не може, толку е проценката на вредноста, врз основа на тоа треба да се плати данок на промет на недвижности. И колку се тие реални, да кажеме, дали некој губи или добива. Мислам дека без да ги добиеме тие податоци, ние ќе се воздржиме од гласање. А како дополнение би сакал, доколку прифатите, да на прва наредна седница или на втората наредна седница ги добиеме тие податоци од стручната администрација за прометот на градежно и земјоделско земјиште во претходната година, врз основа на кој што се утврдени овие вредности, за да може нареден пат малку по-лесно да се одлучиме и да дадеме поддршка. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали некој друг бара збор? Председателен, Оливера. Оливера, повели. Ќе се уклучи проценителот, кој пита Стојковска да може? Да, благодарам, повели. Што се однесува за примерот што е кажан, ако го земеме примерот за првата зона, каде што имаме 2000 денари за метар квадратен, и земеме еден пример од купопродажба, тогаш се добива нереална вредност, а ние правиме анализа на целата претходна година, за да можеме да изфрлиме цени за наредна година. Така да, ако земеме случај поединечен, тогаш секогаш ќе има оштетен. Дали ќе биде општината, дали ќе биде странката, не ќе можеме да потврдиме,
затоа што и странките во договорите почнаа да ги пишуваат нереалните вредности на купопродажбите. Да не кажам дека покажуваат секогаш пониски вредности. Зошто е тоа случај? Заради промени во законот што настануваат и сега сите ја користат законската регулатива да го измамат законот. Сите гледаат да платат помалку. Затоа и врз база на законот носиме одлуки кои што се на годишно ниво и кои што се во последниот месец за годината што ќе следи. Тоа е што можеме да дадеме како информација. Благодарам. Повели Марија. Благодарам, значи, ако ја разбрав добро господјата од општинската администрација, и ја мислам дека граѓаните во одредени ситуации за да платат помалку, мислејќи дека ќе платат помалку данок, пишуваат една сума по која што се врши официјално купопродажбата на земјиштето, а во реалноста се случува да се плати друга сума. Отворивте, господи, едно прашање во кое што ни вие, ако го ја почитувате доследно методологијата, си имате известна доза на произволност како сте ги утврдили овие суми. Врз основа на што го заклучувам тоа? Вие велите да, последно време граѓаните, таа со години наназад, прикажуваат нереални суми, а вие треба да се, мислам дека за купопродажба, а вие треба да се водите од продажбата и да извадите некој просек. И сега вие, како што ја разбрав, врз основа на тие договори и следење на прометот, има една сума, меѓутоа вие цените дека тоа не е реално и велите, ние ќе дадеме некоја друга сума. А методологијата тоа не го предвидува. Ако сум грешка, во ред. Меѓутоа, од она што кажавте, не сум грешка, мислам, тоа го заклучувам и остануваме на барањето да ни ги дадете податоците и да видиме, барем тоа ќе можеме да споредиме колку бил просечниот промет, колку била просечната цена и дали овие цени се блиску или далеку до таа цена што е просек, а па ќе кажам дека во одредени ситуации се прават овие постапки кои што ги наведовте, но методологијата не предвидува произволност од аспект на тоа дека ако минатата година просекот поради граѓаните што сакале да платат помалку данок испаѓала 1800 денари за прва зона, вие 2000 денари. Значи, тоа не го гледам јас во методологијата. А прашањето ви е на место, но треба да се регулира на друго ниво. А ние како советници, посебно што немаме информации, немаме ни увид во статистиката, во аналитиката, која што сте имале при предлагање на овие одлуки, и јас останувам на ставот дека ние како советничка група нема да даеме поддршка и за ова и за наредната точка да не се јавувам за збор повторно. Благодарам. Ако го рече, Благодарам. дека му објасни дека од каде доаѓаат тие. Председателе, може? Да, може. Само јас пита Стојковска проценител, ќе одговорам дека не се произволно дадени вредности во одлуката што се очекувате врз база на купопродажби што се направени во општината и врз база на проценките што ги правиме секоја година. Целата година. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор. Ставам точка 4 на гласање. Само секунду, ова беше. Брашев Димитар.
За. Андреева Менка. Андреева Менка. За. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. Бачевац Менсур. Гајдов Кирил. Димески Драган. За, председателя. Ефремова Катерина. Јаковлевски Тодор. Јаневски Даниел. За. Јованова Нада. За. Приличкова Пандорка. Лазов Кирил. За. Зоран Љутков. За. Елизабета Митревска. За. Моремовски Невзат. За. Маријанчо Николов. Нојков Коста. Палашев Дејан. За. Ружица Петрушевска Николовска. Смилев Игор. За. Стојанов Игор. За. Урумова Маргица. Урумова Маргица. За. Благодарам. Со 15 гласа за, констатирам дека усвоена и четвртата точка од дневниот ред. Продолжуваме на точка 5. Предлог одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште на територијата на општина Велес. Ке го молам председателот на Комисијата за финансии да ни даде извештај. Комисијата разгледа и оваа точка и со 4 гласа за и 1 воздржан му предлагаат на Советот да ја донесе вака предложената точка. Благодарам, Даниел. И председателот на Комисијата за урбанизам. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам ја разгледа оваа точка согласно методологијата, оцени дека треба да точката добие шанса да на седница на Совет биде разгледувана и по неа одлучувано и со 5 гласа за му предлага истиот вака предложената точка да ја разгледа и донесе. Без разлика на ставот партиски, комисијата оцени така. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Всушност, извинете, пак да му дадам збор на представникот од општинската администрација. Повелете. Оваа одлука исто се носи како и претходната одлука, согласно методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата и точка број 5 ја ставам на гласање. Абрашев Димитар. За. Андреева Менка. За. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. Гајдов Кирил. Не гласам воопшто. Димевски Драган. За. Ефремова Катерина. Јаковлевски Тодор. Јаневски Даниел. За. Јованова Нада. За. Приличкова Пандорка. Лазов Кирил. За. Зоран Љутков. За. Елизабета Митревска. За. Моремовски Невзат. За. Маријанчо Николов. Не гласам. Нојков Коста. За. Палашев Дејан. За. Ружица Петрушевска. Смилев Игор. За.
Стојанов Игор, За. Урумова Маргица, со 15 гласа за, констатирам дека е усвоена и петата точка од дневниот ред. И продолжуваме со последната, шеста точка. Предлог одлука за усвојување на програмата за изградба на спортска сала на КП 3121/7 и КП 3121/2 во село Оризари, општина Велес. Ке го молам председателот на Комисијата за урбанизам да даде извештај од комисијата. Благодарам председателе. Комисијата за урбанизам ја разгледа и оваа точка и со 5 гласа за му предлага на Советот да разгледа и усвои вака предложената точка. Благодарам. Ви благодарам. Ќе го молам представникот на општинската администрација да земе збор за овој предлог. Добар ден. Почитувани советници, доставена ви е програмата за спортската сала во село Оризари. Всушност, согласно со оваа програма и според просторот на спортската сала каде што е предвиден да се изгради, опфаќа две катастрски парцели, тоа е КП 3121/1 и КП 3121/2 за катастрски дел во Оризари, односно општина Велес. Во оваа програма ви сакам да напоменам дека се утврдуваат, всушност во неја се утврдуваат границите на спортската сала, како и големината, која што ќе биде од 746 метри квадратни, но воглавном и се утврдува и урбанистичката концепција и начинот на целиот пролаз на околните куќи кои што се наоѓаат околу спортската сала, се со цел што ќе се изгради, се со цел да не попречува за нормално движење на сите корисници околу спортската сала. Ова е проект кој што е финансиран од страна на Министерството за образование и наука, но всушност и финансиски средства опфаќа и општината, односно треба да обезбеди финансиски средства кои што ги има обезбедено при изготвување на целокупната документација. Почнувајќи од тука од изготвување на ажурирана подлога и геомеханика, за која што е потребно мислење од ИЗИС, и во постапка сме више за добивањето на мислењето од страна на ИЗИС, изготвување на основен проект каде што е треба да се предвиди противпожарна заштита. Програмата која што више ви е доставена на седница на Совет, извод од микролокацијски услови, имотен лист ни е потребно и сето ова се прикачува на е-системот. Од кога ќе се прикачи оваа целокупна документација, потребно е општината да издаде решение за изградба на спортска сала. Оваа целокупна документација која што ќе се прикачи на системот заедно со решението за изградба на спортската сала, се доставува до Министерството за образование и наука, на кое што ќе биде потребно да се склучи еден трипартитен договор, кој што ги опфаќа три страни, и тоа Министерството за образование и наука како инвеститор, општина Велес како собственик на спортската сала и училиштето кое што ќе биде корисник. Всушност, оваа целокупна документација заедно со решението според наша проценка треба да заврши заклучно до крајот на јануари, за да можеме више на почетокот на февруари да пристапиме кон, да речем, удирање на темелите на спортската сала. Се надеваме дека во овој временски период ќе подготвиме целокупната документација, ќе пристапиме кон започнување на изградба на оваа спортска сала, се со цел да овозможиме 181 ученик од Рајко Жизифов, село Горно Оризари, да имаат квалитетна и безбедна настава по физичко образование. Оваа спортска сала ќе овозможи на некој начин дечињата во оваа училишта да изведуваат физичкото образование во неземно, како и во останати активности кои што се потребно за село Оризари. Ви благодарам. Благодарам. Маријан, повели? Благодарам, председателе. Само прво кратко едно прашање до представникот на општината.
со постојното решение, овие планови што ги имате ставено скици, изградбата на салата нема да доведе во прашање ни еден приватен имот или приватна куќа во Ризари. Се е направено онака да си биде чисто, да поминува и пат и све на земјиште кое што не пречи на никога. А после сакам да продолжам кратко само со дискусијата, само ако може прво да добијам одговор на ова прашање. Да, токму така, значи има нумерички податоци, како ќе биде поставена спортската сала, така да не прави проблем и препрека на движење на сите околни куќи околу спортската сала каде што минат. Нашата екипа и од општината, од општинската администрација, струченици излегоа на терен, го прогледнаа просторот, вклучени се тука и геометри, кои што имаат извршено мерење на самиот простор, така да во овој дел нема да има никаков проблем. Благодарам, може да продолжам председател? Да, повели Марија. Благодарам, значи ние како советничка група ќе дадеме поддршка на оваа одлука. Впрочем, овој проект е почнат уште 2018 година, ако се сеќавам добро, и во таа насока се решава едно прашање за едно населено место кое што веќе по број на жители, еве и по број на деца, е на ниво на една помала општина во Република Македонија. И таму е најголемото населено место со бошњаци во Република Македонија и со реализацијата на овој проект на децата во училиштето ќе им се создадат далеку по-добри услови и за психофизички развој преку спортот. Салата ќе значи многу и во зимски услови да имаат квалитетна настава и кога временските прилики не даваат на друго место да се извршува, едноставно е повеќе од неопходно да се направи оваа спортска сала и добро е што се продолжува проектот и се реализира. Јас само би упатил еден апел и за тоа ќе има поддршка локалната самоуправа во секое време да колку што е можно побрзо се одвиваат сите процедури и активности и ако е можно што побрзо да се стави камен темелник да почне изградбата на оваа спортска сала, бидејќи па ќе кажам дека се работи за едно населено место кое што веќе е на ниво една помала општина во Република Македонија. Значи, поддршката е од наша страна дадена и загарантирана, впрочем и ние сме го почнат претходно проектот, но динамиката не задоволува, се надевам ќе биде убрзана. И бидејќи е последна точка и нема повеќе да се јавам за збор, колеги советници, председателе, градоначалник, ако не слушате, почитувани вработени во општинската администрација, дозволете во моје име, во име на советничката група, да ви ги честитам престојните новогодишни божични празници, да си поминете убаво, да имате здравје, среќа и наредната година се што сме планирале да зацртаме и заедно да работиме за подобар и поубав град. Ви благодарам. Ти благодарам, Марија, многу. Менка, повели? Благодарам, председателе. Како вработена во училиштето Рајко Жензифов, морам најпрво да кажам дека секојдневно ја гледам потребата на учениците од спортската сала, бидејќи моментално наставата по физичко образование се одвива во навистина тешки услови, посебно зимно време, кога е времето врнежливо, така што во училница наставата по физичко образование е навистина тешко да се одвива, а учениците како што кажа и колегата Маријан, потекнуваат од една средина каде што талентот е посебно изразен, посебно за оваа област и верувам дека оваа спортска сала ќе биде рационално искористена. Како прво, како второ, сакав процедурално да кажам дека се иземам од гласањето,
како вработено овде поради судирни интереси. И на крај исто така да честитам новата година, повеќе успеси, добра соработка и се најдобро пред се здравје нели на сите колеги, советници и на граѓаните на град Велес. Благодарам. Благодарам. Председател, може Менсур за кратко. Само Димитар има пред вас Невзат, извини. Председател, му давам предност на Менсур, а потоа ако ми дадете збор. Не, чекај. Невзат има Димитар Абрашев, добро. Ајде, Невзат, повели. Почитувани председател, почитувани колеги, јас исто, значи, ќе го поддржам овој закон, ќе гласам за, и исто така на колегата Менсур му кажувам, он да биде малце прецизен, да знае дека се работи за неговото школа, да не ја утне работа да гласа против, да гласа за. Значи, јас сум за сите сали што се градат, истиот проблем што го кажа и колешката што е вработена таму, истиот проблем значи го имаме ние во нашата школа Бузалково, но нашата школа како да е остана малце како настрана. Во нашата школа, како што знаете вие, може би знаете, може би не, само Бузалково има 420 ученици што учат во таа школа, заедно со Клуковец и Сливник 650. Па би ве замолил за наредна прилика кога ќе биде да се става у план и нашата школа да има сала како другите школи и нашите деца да, како да ви кажам, да го имат у предвид тоа физичкото и здравственото за сите деца да биде заедно. Значи, ја не сум против каде се гради, каде што не се гради, спортските сали, секоја школа треба да има спортска сала. Значи, без спортска сала не може школото да постигне тоа што го имат талентираните ученици. Толку од мене. Ти благодарам. Смилев имаше така? Да, председателе, благодарам. Еве еден историски момент, со колегата Невзат 100% се согласувам. Точно, како доберман ќе се борам за да се изгради спортска сала и во Бузалково. Секој заслужува и Невзат точно. Еве и јас на Менсур го замолам добро да размисли по грешка да не гласа против. Тоа е она кој што го поддржувам и го пофалувам. И второ, со оглед дека предстои нова година, една моја кратка честитка до сите вас колеги, колку зборови кажани досега на седниците, толку добра да имаме цела 2022 година и се што се посакувам себе си, ви посакувам вам. Да сте ми живи и здрави, зарно убаво и за конструктивно да се расправаме. Ви благодарам и секако добро. Благодарам. Смилев, ете, зелената боја смирува и спојува. Повели Менче? Јас се извинувам што ќе задржувам само уште една минута. Сакав да искажам поддршка за колегата Невзат, бидејќи сите ученици заслужуваат секако подобри услови за работа и за учење. А од друга страна пак сакав да дополнам дека изградба на спортската сала беше проект кој што се наоѓа во програмата на градоначалникот Марко Колев и како советничка група на ВМРО ДПМН ќе ни биде чест и задоволство што оваа сала, нели, и ова ветување на градоначалникот ќе биде исполнето и оваа сала ќе биде изградена. Благодарам. Благодарам, Менче. Менсур, извините, те скокнав пошто не ја видов овде кренато рака. Повели. Ништо. Благодарам, почитувам председателе, почитувани колеги советници, да им одговарам прво на Невзат колера и Смилевски, фалим на истражаните зборови. Јас ќе бидам тој што ќе искрено се срце предржам и на другиве мести се прават ваква спортски сали. Сега немој колера да се лути, нето беше што беше, знаем зашто беше, да се сврнеме на точка на дневен ред. Точка која ни е доставена до Советот на предлог одлука за освојување за изградба на спортска сала во село Ризари, општина Велес. Конечно дојде време и редот во Ризари да се
развива дискусија за добивање согласност со почнување на реализација на изградна на спортска сала во село Ризари. Ова е историски чин, тоа што помена некој од колегиве, и момент за децу, учениците, како и за сите останати граѓани млади, мислам пресе на млада популација од населено место Ризари, да се скраси со историчката сала, спортска сала, после повеќе 66 години како сме доселени ние во село Ризари. Значи, од 55-та сме доселени до денеска наши деца тренираа по разни тешки услови, тоа што каже колешка пред се зимни период. Каде што истите деца, ученици и останати млади ќе може да трчаат, спортуваат, тренираат и така по часот на физичко воспитување да пред добри услови одржуваат настава за трчање на спорт и млади. Затоа ние советичка група, како што рече колега мој пратеник, рече советникот Маријанчо Николовски, ќе поддржаме нормално за носење на ваква одлука и ве повикувам сите и ми е мило и драго што и другите колеги од останатите советички, од останатите политички партии даваат согласно за носење на ваква одлука. Мада искрено се надевам дека сите ќе поддржите и прифатите ова одлука и ќе гласате за носење на истата. Се во интерес, како што реков, на децата и ученици од ова населено место. Однапред ви се заблагодарувам лично од моје име, како и сите останати граѓани од населено место Ризари за носење и поддршка на оваа одлука. На крајот, како што редно, морам да спомнам и да се заблагодарам на прошлата локална власт што најде начин и разбирање да изготви овој текако капитален вреден проект. Голема благодарност исто така и до Министерство за образование и наука, која го поддржа овој проект, издвои средства за реализација на овој прилично висок проект во висина од 24.500.000 денара или кажано во евра околу 400.000 евра. Исто така благодарност и до ова локална власт која што метна ова точка на дневен ред и отпочна со самата реализација на истата. И се надевам дека ќе започне со брза реализација на овој проект во што поскоро време. Друго што колеги ви се искажа, благодарност на сите за разбирањето и се надеваме дека ќе почне со реализација многу брзо, како што кажавте вие, колеги пред тоа. Благодарам. Благодарам. Бети Повеле. Елизабета. Председателе, Збор, таква да. точка да баравме и да биравме во која сите ќе бидеме едногласни, немаше да најдеме со оглед на тоа, ова е последна седница по месец декември за 2021 година, што ми е особено драго да завршим ова седница со едногласна поддршка на нешто што е навистина важно и значајно како за учениците, така за Ризари, така и за град Велес. Се надевам дека ќе продолжиме со ваков начин на работа и понатаму, што ми е особено драго. И сосема за крај, бидејќи ова ќе биде последно мое обраќање, да се обратам, почитувам председателе, почитувани советници, почитувани вработени во општина Велес, почитувани граѓани, наши верни следачи, наши коректори на нашата работа. Во моje лично име и во име на советничката група на ВМРО ДПМН, ви ја честитам новата 2022 година, нормално со желба за многу здравје, радост, среќа и мир, а особена желба на нашата советничка група да се реализира во целост буџетот за 2022 година. Ви благодарам, имајте убави празници. Поздрав! Благодарам. Еве, невзати аплауз. Аплауз даде. Бидејќи гледам дека никој друг не се пријавил за збор, ја ставам последната точка на гласање. Абрашев Димитар. За. Андреева Менче. Да, за. Атанасовска Весна. За. Бачевац Менсур. За. Гајдов Кирил. Обе ручки за моје Ризари. За. Тимевски Драган. За. Премова Катерина. За председателе.
Благодарам. Јаковлевски Тодор. За. Така е. Јаневски Даниел. За. Јованова Нада. За. Лазаровска Приличкова Пандорка. За. Лазов Кирил. За. Љутков Зоран. За. Митревска Ангелеска Елизабета. За. Ремовски Невзат. Со се срце за Оризари. Председателе, се извинувам. Менче извини. Јас се иземав предходно. Да, ама си за. Во секој Да, случај. извинете. Да. Само секунда. Кора беше? Добар. Николов Маријанчо. За. Нојков Коста. За. Палашев Дејан. За, председател. Благодарам. Ружица Петрушевска Николовска. За. Смилев Игор. За. Стојанов Игор. За. Румова Маргица. Благодарам. 21 се организирано. Со 21 глас за, констатирам дека и последната точка од дневниот ред е изгласана и со тоа констатирам дека е исцрпен денешниот ред на последната седница за 2000 на Советот на општина Велес за 2021 година. Почитувани советници, ова беше последната седница за 2021 година. Ви благодарам многу. Ви посакувам да имате убава нова година, убави новогодишни божични празници, да останете во добро здравје, среќа, да имате радост во вашите фамилии и со блиските пријатели, да си ги поминете добро празниците и се надевам и ви посакувам на првата седница да дојдеме овде живи, здрави, насмеани, со физичко присуство. Ви благодарам уште еднаш и среќни празници и се гледаме во следната 22 година. И од мене среќни празници на сите, како новогодишни, така и божични празници. Сретни празници и се најубаво на сите. Се најубаво, поздрав, се гледа. Сретни празници. Поздрав, среќни празници. Поздрав, се најдобро.